Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојавте во Трета порта, интернет политички магазин, во кој ќе зборуваме за најинтересните случувања од изминатата недела. А оваа недела она што ја преокупира јавноста се кривичните пријави кои ги поднесе специјалното јавно обвинителство против поголема група која обвинета за фалсификување на избори и злосторничко здружување. А меѓу таа група се и поранешни министри. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешната се разбира, и поранешниот министер Миле Јанакиевски за транспорт и врски, и како и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Околу ова има многу реакции околу овие случувања, но во таа група се обвинети и поранешни членови на Државната изборна комисија, кои според специјалното јавно обвинителство биле вмешани во таа операција за фалсификување на избори. Одиме со текст на Дојче Веле, кој пишува за Државната изборна комисија. Текстот вели: магла на Државната изборна комисија. За кого е отворена истрага? Магла и сомнеш надвиснаа на Државната изборна комисија, откако специјалното обвинителство минатата недела соопшти дека е отворена истрага и против 4 членови на Државната изборна комисија од 2013 година за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Од член 353 од Кривичниот законник. Специјалното јавно обвинителство не соопшти други податоци, но неофицијално се дознава дека некои од нив се и во сегашниот состав на комисијата. Со оглед дека Македонија е пред избори, без разлика дали тие ќе се одржат во договорениот датум или ќе се одложат, останува отворено прашањето: како ДИК ќе ги спроведе изборите, доколку е нарушен кредибилитетот на еден член или на дел од нејзиниот персонален состав со сомнение за изборен криминал? А меѓу осомничените за фалсификување избори е и градоначалникот на општина Пустец од соседна Албанија Едмон Темелко, општина која стана синоним за фалсификување на избори по луѓето кои од Пустец доаѓаат да гласаат во општината центар на локалните избори, но по се изгледа дека тие луѓе гласале и во многу други општини во Македонија. Сега, околу ликот на Едмон Темелко, дел од медиумите поведоа една, слободно можам да кажам, оркестрирана акција за бранење на неговиот лик, а при тоа се користи аргументи дека специјалното јавно обвинителство поведе постапка против единствениот македонец градоначалник на општина од соседството. За ова сега пишува и Илија Димовски од ВМРО-ДПМН. Текстот на Димовски е факти за македонците од Пустец. Тоа е еден подолг текст, ќе го видиме и делот. Македонската алијанса за европска интеграција е единствената политичка партија на македонското малцинство во Албанија. Оваа партија во својата програмска насока единствена цел има зачувување и зајакнување на македонскиот идентитет во Албанија и зголемување на правата на нашето малцинство во таа држава. За нејзин прв лидер е избран Едмон Темелко, денес актуелен и како градоначалник на Пустец, но и за жал како еден и од прво прогонетите од страна на специјалното јавно обвинителство. На македонците им е овозможено образование во неколку училишта, каде што наставата се одржува само 20% на македонски јазик. Имаат средно училиште во Пустец, едно основно училиште во Долна Горица. И така натаму. Значи, тоа е таа теза, всушност, дека сега според владеачката партија, специјалното јавно обвинителство на некој начин постапува против интересите на македонците од диаспората и на македонците во сопствената држава, гоники го Едмон Темелко кој е обвинет за криминал. Продолжуваме со друг текст, блог објавен од Сотир Габеловски, кој исто така се однесува на сите овие прашања, и текстот на неговиот блог е насловен: Груевски победен на избори или затворен пред да се одржат.
Неприфаќањето на мерката притвор за неколку бивши владини функционери не го намалува срамот и вистината за омилените поранешни министри на екс-премиерот Никола Груевски. Груевски од 2010 година, па се додека беше премиер на оваа држава, имаше своја стратегија за отцрнување на луѓето. Притвори го, например, Томислав Кежаровски, колку да ги зацрниш неговите дело и работа. Слично нешто се случуваше со Зоран Заев, Љубе Бошковски, доктор Дејан Ставрик и други. Никола Груевски мислеше дека македонскиот граѓанин е глупав, но тоа што тој го правеше сега му се удира од глава. Медиумите се полни со фацијалните изрази на Јанкуловска, Јанакиевски во судот. Осомничениот Божиновски. Сега устрамени се сите овие за сега осомничени, а устрамени и бившиот ни премиер. Активно работеше на оцрнување на неговите политички противници и борци за вистината, но не му успеа. Рамадан Рамадани, политички аналитичар, колумнист, сега пишува за, како што вели ликот и делото на Фатиме Фетаи, една од специјалните обвинителки која предизвика огромно внимание во јавноста со незиниот настап при презентацијата на акцијата на обвинителството наречена Титаник. Граѓанското адмирирање до плебисцитарно ниво за појавата на обвинителката господја Фетаи, посебно на албанците, се објаснува со фактот дека преку неа албанците видоа и посведочија за нивни кадри кои знаат и можат да дефинираат и аргументираат целокупно криминализирање на изборниот процес, освојување на власт, за разлика од некои преваранти албанци кои го направиле и помогнале истото криминализирање без и да знаат да го изговорат тоа добро на ниеден јазик. Фан клуб на Фатиме Фетаи. Значи, тука Рамадан постира во фан клубот кој е оформен на социјалните мрежи за Фатиме Фетаи, а за кој самата обвинителка и од специјалното јавно обвинителство се изјаснија дека тие не ги креирале тие профили и дека не одговараат за нивната содржина. Одиме со Драган Павловиќ Латас, кој исто така пишува за Фатиме Фетаи, но тој пишува во сосема обратна насока. Колумната на Драган Павловиќ е насловена Мортиша. Значи, тој е лик од познатата американска серија Адамс Фемили. И во колумната се вели: Фатиме Фетаи ја нема таа естетика и рафинман. Таа изгледа како маалска сировина, Мортиша од Адамс Фемили, или уште повеќе по лика и прилика е близнак на Круела де Вил од 101 Далматинец. До толку е во грчи спазми што заканите од незините зборови наместо плашање народ повеќе предизвикуваат сожалување за незината инфериорност и потребата да го сокрие маалскиот селскиот сиров материјал и да го прикаже како одлучност и моќ. Господјо, Скопје очекува повеќе за тие пари што ги примате. Доказ за тоа се и кривичните пријави кои сослушуваните лица, меѓу кои судија и ги поднеле на Фатиме Фетаи за закани, уцени и малтретирање при сослушувањето. Тоа е колумната на Драган Павловиќ Латас Мортиша. А во јавноста адвокатот Александар Тортевски, кој е особено активен во изминатиот период и пишува за делувањето на специјалниот суд и однесувањето на судиите, сега вели дека колеги судии од Основниот суд Скопје 1 биле засрамени од однесувањето на нивните колеги судии кои постапија дека кои одлучија да не доделат притвор во првичната одлука на групата која е осомничена за фалсификување избори, а во таа група се и поранешните министри и генералниот секретар на владата. Ова Тортевски го соопшти во емисија на телевизијата Алсат. Евеа таа изјава, таа е тука напишана текстуално. Имам задача од колеги да пренесам на целокупната јавност. Тоа се солиден број на судии од Основниот суд Скопје 1. Ме замолија, бидејќи ќе гостувам на една национална телевизија, да пренесам дека тие не стојат за оваа одлука и дека се срамат од неа.
Ме замолија да представам дека не цел суд е ова што се донесе, да не ги идентификуваат со луѓето кои го сторија ова, рече адвокатот Александар Тортевски во емисијата 360 степени на Алсат М. Ова изјава на Тортевски ја коментира Роберт Милески на Facebook, кој сега исто така зборува за однесувањето на судиите. Судии порачале Тортевски да пренесе порака дека тие биле згрозени од постапките на нивните колеги. Судии, кукавици, излезете и барем еднаш одважете се и сами јавно кажете што мислите, а не да пренесувате ваши пораки преку други. А какво е судството сега, пишува Саша Димовски, тоест преобјавува еден негов стар текст од 2013 година на порталот Сведок. Текстот е насловен "Како Груевски и Ахмети братски го полнеа судството со партиски кадри". Значи, да повторам, се работи за стар текст од 2013 кој е сега преобјавен, бидејќи Димовски вели дека е сосема актуелен со сегашната ситуација на партизација на судовите. Партијата на Али Ахмети, како што споменав, со сестрна помош на ВМРО ДПМН избра толку кадри во последниот месец во судството, колку што не биле избрани откако се во коалиција во последните 5 години. И тоа така ги разместија и ги прешалтаа од функција на функција, за човек да не може да се начуди колку способни и талентирани луѓе сме имале што може да одговорат на секоја позиција. Додека пратениците беа тепани, влечени и сврлени од салата, на продолжение на седницата без нив, експресно беше реизбран народниот правобранител Иџет Мемети, добивајќи уште еден мандат. Продолжуваме со колумна на Ерол Ризаов, во која исто така се зборува и за судството. Ерол Ризаов вели: "Ке научиме ли по нешто?" Тоа е неговиот наслов. Двете основни начела во правото уште од првата лекција на бруцошите подобро 1000 виновни на слобода отколку еден невин во затвор, денеска се разгледува како партиска, политичка и правна лектира, само затоа што овој пат улогите се променија. Луѓето од врвот на власта се соочија со проблемот на пресумпцијата на невиност и со мерката притвор. Високот е до небото, многу болело. Наеднаш и кај властите и нивните одработувачи во медиумите се појави до вчера забранетата тема кога се исполнуваат законските услови за притвор и што значи кога ќе се соопштат јавно имињата на основано или неосновано осомничените пред да се донесе судска пресуда и пред да бидат прогласени за виновни. Бесот и создадената лажна представа за себе во јавноста ги заслепува во првичните реакции, па наместо на законите, медиумските адвокати се повикуваат на патриотизам, на светска завера, на подметнување од предавници и непријатели на татковината. Тоа е колумната на Ризаов. А во јавноста излезе прилично интересна изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој вели дека тој не бил среќен со тоа што не е одредена мерка притвор, па на еден иронично саркастичен начин ги повика судиите да ги ослободат сите досега притворени кои имаат помало дело од овие кои се осомничени за злосторничко здружување. Сега на овој повик на Заев има и контрареакција, а ќе го видиме и тоа. Еве еден од насловите за Заев: "Сите притворени да се бранат од слобода." Лидерот на СДСМ Зоран Заев побара сите лица што моментално се во притвор да се ослободат. Според него, одлуките на Кривичниот суд кои се однесуваат на осомничените во процесот Титаник докажуваат дека судот ја користи мерката селективно. Опозицијата во неколку наврати реагираше дека мерката притвор се користи во ситуации за политичка пресметка против сите оние кои не се согласуваат со политичкото делување на власт. Според Заев, СДСМ нема да дозволи уште едни нерегуларни извори.
Ете, тоа е таа вест. А дел од медиумите или порталот Курир сега оваа изјава на Заев ја толкува сосема поинаку. Курир вели дека со ова всушност Заев повикал да се ослободат осомничените од диво населје. Еве го насловот. Заев бара ослободување од притвор на терористите од диво населје. При тоа тука е поставена една фотографија кога Заев беше фотографиран со дел од граѓаните од диво населје, кога беше во посета таму по воените действија. Освен убици и педофили, меѓу лицата за кои Заев бара слобода се и терористите од диво населје. Имено Заев побара сите лица што моментално се во притвор да се ослободат. Ете, тоа е тој текст на Курир. А актерот Перо Арсовски сега става една фотографија на својот Facebook профил која служи наместо коментар или која е доволен, сосема доволен коментар. Перо Арсовски вели: ако крадеш кебапи, ти си криминалец. Кради од народот за да бидеш патриот. Тука некаде ќе завршиме со реакциите кои се однесуваат на притворите, на судството, иако таа тема провејува и сите други теми, значи неизбежна е. Оваа недела имаше уште еден интересен настан, а тоа е откривањето и поставувањето на споменикот на двоглавиот орел, албански двоглав орел во Скопје, во Топанско поле. Затоа има доста реакции, тие реакции се спротивставени. Едни велат дека се работи за потек кој е организиран и оркестриран од власта на ВМРО ДПМН и ДОИ и дека целта на тој потек е да се сврти внимание од актуелните случувања во судството, од случувањата поврзани со специјалното јавно обвинителство и да се сврти целата работа на патриотска карта. Одиме со новинарот Гоце Трпковски, кој сега пишува на Facebook. Славењето 15 години од првата пушка во Танушевци е баш добар начин за градење меѓуетничка доверба. И тоа од партија чии представници водат високи функции, барем формално во име и во служба на сите граѓани. Дефокус? Можеби. Веројатно, но тоа не е најбитното. Побитно е што било проценето дека ова е артикулиран политички интерес на доволно голем број од популацијата за воопшто да може да послужи како политички дефокус. А Стојанче Ангелов од Достоинство, кој се уште е на работа во Ирак, пишува оттаму, ги праќа пораките на својот Facebook профил и според неговата реакција, очигледно е дека ако оваа акција со орелот била дефокус од политичките настани, неговата реакција покажува дека можеби кај дел од јавноста тоа и се успеало. Стојанче Ангелов пишува: споменик на УЧК во Скопје. Ставањето на двоглав орел на ова место само за себе е безобразна провокација, но уште пострашно е тоа што на постаментот на споменикот стои амблем на УЧК. Како македонец и како бранител од 2001-та не можам да се помирам со оваквото понижување на македонските граѓани. Сеедно дали се работи за немоќ на Груевски пред Али Ахмети или пак за договорена провокација за создавање на меѓуетнички тензии. Продолжуваме со Ивор Мицковски, исто така на Facebook, кој става една фотографија која е малку сега направена во хумористичен стил и која е сосема доволен коментар за двоглавиот орел. Ивор Мицковски вели: новиот поздрав на Али и Грујо. Во јавноста имаше уште една информација која предизвика внимание, тоа е нова кривична пријава против
познатиот Бобо Дајнерс, сопругот на Радмила Шекеринска од СДСМ, која се однесува за аферата која беше објавена порано со издавање на станови, кирии, плаќање данок. Сега за ова пишува Стефче Јакимовски, а за тоа има одговор и од Радмила Шекеринска. Стефче Јакимовски на целиот овој настан посветува една цела колумна. Таа колумна се нарекува Веш машина. Очигледно е дека Бобо на рада преку кирии за сопствени станови исплаќал на себе и на мајка си дел од плата и со тоа правел кривично дело перење на пари, прикривање на даноци и придонеси. За овие 300.000 евра кои вкупно ги земал, тој платил само персонален данок, но не и придонеси за пензијско инвалидско, придонес за здравствено осигурување и придонес за осигурување во случај на невработеност. За ова зборував пред 3 години. За таквото мое тврдење Бобо ми поднесе кривична пријава за клевета и навреда и дури бараше и оштета. По принципот на онаа народната и рекол некој на мечката дека црн и бил задникот, а таа се навредила и почнала да урла на сите страни. Е така на другарот Бобо му кажав дека сите нас пробува да не направи будали, а тој мене на суд. Тоа го пиша Стефчо Јакимовски. А одговорот на Радмила Шекеринска на ова е дека се работи за политички напад, повторно неаргументиран, дека се работи за стар случај кој веќе еднаш е отфрлен, а сега Шекеринска испраќа уште една интересна порака, исто така на својот Facebook профил и вели: "Што ќе биде ако отидам на Сител? Кривична за керка ми? Смешни сте." И тука Радмила Шекеринска очигледно алудира на последната серија на гостувања на опозицијата на национални медиуми, кои од страна на опозицијата беа протолкувани како полн погодок и разоткривање на пропагандата кои според нив ги шират тие медиуми. Одиме со уште неколку теми пред крајот. Една од нив се бегалците, неизбежна тема која се случува, оние сега шпекулации, навестувања дека е можно целосно да се затвори македонската граница, дали Македонија треба да ја затвори или не, а и можноста за правење на бегалски кампови во Македонија. Сега за сите тие случувања пишува Цветен Челиманов на Facebook, кој вели: "Австрискиот министер за надворешни ни вика да ја затвориме границата со Грција, по можност да ја минираме, ископаме канал со крокодили и да ја електрифицираме, додека австрискиот комесар ни вика не, тоа ќе се одрази лошо на преговорите со Грција. Меркел моментално не вика да не ја затвораме границата, но последното масовно силување ќе почне да ни се дере, зашто уште не сме ја затвориле. И тоа пази, ова се нормалните луѓе во Европа, има бетер, почнувам да мислам дека Фрфљо е една фино урамнотежена и балансирана личност." Тоа е постот на Челиманов, а еврокомесарот Јоханес Хан испрати една интересна порака во која вели дека надлежните институции треба да решат, меѓу кои Државната изборна комисија, дали има услови за избори на 24 април. Еве го насловот. Хан одлуката за избори ја остава на ДИК, ОПСЕ и меѓународните представници. Еврокомесарот Хан денеска во изјава за МИА одби да каже дали и кога ќе пристигне во посета на Македонија, но потврди дека предвремените парламентарни избори на 24 април зависат од оценката на ОПСЕ, ОДХР и на Државната изборна комисија за тоа дали се обезбедени услови за нивно одржување. Значи, овој став на Хан е интересен од причина што претходно Јоханес Хан се изјасни дека Државната изборна комисија му кажала дека има услови за избори, што потоа беше оспорено и од самата Државна изборна комисија и сега затоа и е непознат датумот на доаѓањето на Хан во Скопје.
Продолжуваме со уште две теми пред крајот, исто така поврзана со изборите. Еве, Радио Слободна Европа објавува дека во контекст на преговорите за медиумите, ако до крајот на неделата не се постигне политички договор во работните групи во делот за медиумските реформи и не се покаже вистински напредок во досега договореното, високи дипломатски извори за Радио Слободна Европа велат дека меѓународната заедница нема да даде поддршка за одржување на изборите на 24 април. Тоа е и дел од граѓанските организации. Едно нивно здружување најави дека воопшто нема да учествува на овие избори, ќе повика на бојкот доколку нема услови за нивно одржување. Граѓанските организации масовно ќе ги бојкотираат изборите ако бидат на 24 април е насловот. 80 на граѓански организации од платформата Граѓани за Македонија се решителни во намерата активно и масовно да ги бојкотираат престојните вонредни парламентарни избори ако тие се одржат на 24 април. Клучните аргументи против терминот договорен лани летото во Пржино се познати. Државната изборна комисија нема да успее за толку кратко време да го пречисти избирачкиот список, а состојбата во медиумите и натаму е катастрофална. Тоа е таа вест. И со оваа содржина ја завршуваме и оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и при тоа знајте го и мислете на нашето мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете и со програмата на 24 вести.